Во салоните на македонскиот импортер за возилата од програмата на Hyundai, деновиве пристигна најновото остварување на компанијата, целосно електричната Kona. Овој модел представува дел од листата на 15 нови еколошки возила, кои корејците планираат да ги промовираат до 2020 година, со што ќе го зајакнат своето учество во еколошкиот сегмент. Погонскиот агрегат на новата Kona се состои од целосно електричен мотор, кој има излазна моќност од 204 конски сили и вртежен момент од 395 Нм. Погонот се пренесува на предната оска, додека пак забрзувањето од 0 до 100 км на час е за одлични 7,6 секунди. Што се однесува до батеријата, овој електричен SUV доаѓа со капацитет од 64 киловат-часа, кои му овозможуваат возен обсег од околу 480 км со само едно полнење. Како дел од компактниот електрик спаѓаат и системите за штедење на батеријата, греење на батеријата, автоматско пренесување на трансмисијата, како и стандардните LED светла, системите ABS, ESC и HAC. Покрај веќе споменатите елементи, Kona располага и со изобилство на безбедносни системи кои доаѓаат како стандардна опрема. Цената на изложениот модел е 49.400 евра, а за повеќе информации може да се обратите во салонот на Korea Auto Trade. Автоплус, како најстар и водечки бренд на нашите простори и единствен комплетен медиум со свој печатен магазин, ТВ емисија и веб портал кој го покрива автомобилскиот свет, оваа година се приклучи во изборот за М-маш на годината. Според машки магазин со засебно креирана категорија во која се погрижи да се избере автомобил за вистинскиот маж за изминатата година. На поширокиот список се најдоа 40 на нови модели, представници од сите класи и производители. Истите се внимателно селектирани и поделени по сегменти од што се извлечени 6 финалисти: Audi Q8, BMW X2, Ford Focus, Kia Ceed, Peugeot 508 и Volvo V60, како возила кои ги исполнија однапред одредените критериуми. Од оваа шесторка се издвои представникот на францускиот производител Peugeot, моделот 508, пред се со својот специфичен облик, прецизно нацртани линии, силно истакнат индивидуален стил и мускулеста компактна фигура со атлетски профил. Автомобил кој е инспириран од купе, но ги поседува сите карактеристики на лимузина. Во кабината се грижи да обезбеди целосна удобност за возачот, како и за патниците во сите дадени ситуации. А како дополнителен елемент доаѓа и најновата инкарнација на iCockpit, што представува авангардно видување на обкружувањето пред возачот и неговата комуникација со автомобилот. Вградените високотехнолошки системи од најновата генерација за помош при возење која зајакнуваат безбедноста и помагаат при управувањето, овозможуваат возачот подобро да ја разбере и да ја предвиди околината и условите на патот, а воедно се грижи за безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Луксузен, но и достапен. Првиот автомобил во својата класа со радар за препознавање на луѓе и предмети во темница. Опремен со најновата генерација на бензински и дизелски мотори, изградени во согласност со најновите стандарди за заштита на околината, кои работат во константна спрега со мануелни или автоматски именувачки кутии. Горе наведените атрибути беа пресудни елементи кои на радикалната лимузина Peugeot 508 и ја донесоа престижната награда Автомобил за вистинскиот маж, според Машки магазин и Автоплус. Пригодната статуетка на представникот на регионалниот застапник за Peugeot, компанијата Euroimpex, му беше предадена на пригодната свеченост М-маш на годината, која се одржа на големата сцена на МНТ, организирана од Машки магазин. Добро вечер на сите. Сакам да се заблагодарам за оваа награда, престижна награда, од името на генералниот менеджмент на Euroimpex.
да им честитам на сите финалисти и да кажам дека е навистина представува особена чест и задоволство да се добие едно вакво признание, една ваква награда од вака реномиран медиум како Мачки магазин и Автоплюс. А во однос на новиот Peugeot 508 сакам да истакнам дека представува креација на иднината, представува влез во една нова ера на современа технологија, ера на современ дизајн, ера на моќ. Или во кратки црти вистинскиот автомобил за вистинскиот маж. Благодарам. На почетокот на годината автомобилската индустрија е секогаш жива. Од стартот на оваа 2019 се случија неколку изложби, но за Европа и за целата индустрија, манифестацијата во Женева е еден од најважните автосалони во светот. Како по традиција на просторот во Палеекспо, се најавуваат најжешките новитети за предстојната сезона. Фокусот на 89-тото издание се чини дека од една страна е ставен на еволуцијата на електрични автомобили со акцент на урбаната мобилност, а од друга страна пак концепт по популарните SUV модели што ни доаѓаат во сите облици и форми, нешто што е особено актуелно во последно време во автомобилската индустрија. Овие две доминантни теми со сигурност не се единствени. Дополнително беа представени невообичаено голем број на автомобили со високи перформанси од најразвиканите светски марки, а свое место зазема и спектакуларните дизајнерски студии и неизбежните екзотични концепти. Новиот модел на Polestar, едноставно наречен Polestar 2, дебитира пред публиката по прв пат за време на меѓународниот саем во Женева. Компанијата објави дека со својот електричен погон, овој модел ќе стане директен конкурент на Tesla Model 3 со основна цена од 39.900 евра. Луксузниот електричен автомобил на Polestar е опремен со два електрични мотори и 78 киловатна батерија, која ќе овозможи околу 500 километри автономно движење. Самите батерии се интегрирани во подот на возилото и придонесува за поголема структурна сила, со моќност од 408 конски сили и вртежен момент од 660 Нм, Polestar 2 ќе биде во можност да се забрза од 0 до 100 км на час за помалку од 5 секунди, а за уште подинамично однесување на патот од компанијата предвидуваат можност за нарачување на пакет кој вклучува оптимизација на суспензија, систем за кочење и уникатни 20-инчни тркала. Во Женева, Fiat го прикажа својот нов концепт наречен 120, концепт кој представува прв поглед кон возбудливата иднина на италијанската марка. На саемот за автомобили во Женева, италијанскиот производител ја прослави својата 120 годишна традиција представувајќи го новиот електричен концепт 120, чие име на италијански го представува бројот 120. Овој модел представува поглед кон идниот електричен дизајн, кој во голема мера не ја најавува следната генерација на градскиот автомобил Панда. Електричниот концепт има иновативен интериер, кој лесно може да се конфигурира на многу различни распореди, додека контролната табла има специјални портови кои може да прифатат голем број на додатоци. Електричниот мотор на 120 е опремен со батерија која може да се менува и надгради, при што собствениците можат да додадат до 3 дополнителни батерии со цел да го зголемат возниот опсек на возилото. Производителот вели дека новиот електричен градски концепт нуди возен опсек од 100 до 500 км во зависност од батериското пакување. По самото отворање на саемот во Женева,
Шкода се представи со својот нов концептен купе SUV под името Vision i-V Concept. Новиот Vision i-V представува прво возило на брендот кое е изградено на MEB електрична платформа на Volkswagen. Концептниот SUV користи два електрични мотори по еден на секоја оска. Возниот опсек достига до 500 км, но податоците околу перформансите за овој автомобил не се официјално обелоденети. Предниот дел на Vision i-V се карактеризира со светлосна линија која ги поврзува тенките LED светла. Агресивно стилизираниот браник се надополнува со голема затворена решетка поставена во центарот, како и робусната хауба. Футуристичкиот изглед на овој концепт исто така се должи на заоблената покривна линија, задните LED светла во C облик, црниот дифузер со контрастна светлосна лента, отсуството на класичните странични ретровизори и рачките на вратите. Кон сето ова одлично се надоврзуваат и 22-инчните филми кои се аеродинамички оптимизирани. Volkswagen ја искористи овогодинешната меѓународна изложба во Женева за да го демонстрира концептот на проектот ID Buggy, што ни овозможува да се запознаеме со еден евентуален наследник на иконите за брендот. Развиен врз основа на посебната платформа MEB за електрични автомобили на Volkswagen, ID Buggy е опремен со литиум-ионски батерии кои се интегрирани во подот, а погонскиот мотор сместен на задните тркала е со мощност од 204 конски сили. При разработката на концептот од компанијата се предвидени и уште еден електричен мотор кој ќе биде погон за предните тркала. Од Volkswagen коментираат дека иако развиен со главната идеја да биде двосет, ID Buggy може да се трансформира и во 2+2 конфигурација. Од брендот споделија дека компанијата е отворена за идејата за евентуално производство на автомобилот од други компании. Audi го представи концептуалниот електричен кросовер под името Q4 e-tron на сајмот во Женева. Сериската верзија ќе биде достапна во производството до крајот на 2020 година и ова ќе биде петиот електричен автомобил на брендот. Кросоверот во форма на купе е со должина од 4590 мм и широчина од 1900 мм, а растојанието меѓу двете оски изнесува 2770 мм. Ова значи дека димензиите ќе бидат помеѓу моделите Q2 и Q3. Од Audi се категорични дека Q4 e-tron нуди невиден степен на удобност во внатрешноста комбинирана со широк простор за патниците. Моделот се напојува со два електрични мотори, по еден на секоја оска. Вкупната моќност на агрегатите е 302 конски сили, а со едно полнење кросоверот поминува над 450 км. Забрзувањето од 0 до 100 км трае 6,3 секунди, а максималната брзина е 180 км на час. Батеријата има капацитет од 82 кВт и се полни до 80% за 30 минути. Новитетот доби голема решетка на ладилникот, проширени калници, нови светлосни групи, а исто така и надпис e-tron на браникот и праговите. Дигиталната инструмент табла е во стилот на новиот Q3, како и големиот екран на допир кој е централно поставен. Италијанскиот производител Алфа Ромео на автосалонот во Женева го представи концептниот модел Tonale, кој покажува како ќе изгледа првиот компактен кросовер на брендот. Автомобилот е именуван по планинскиот премин во северна Италија, а воедно дава визуелни елементи од модели на марката од минатото. Например, карактеристичните 21-инчни бандажи подсетуваат на старите телефони и го поврзуваат со моделот 33 Stradale од 1960 година. Накосените светла пак личат на оние на SZ и Brera, но се во современа форма. Гледано во профилот, автомобилот малку наликува на Duetto и Disco Volante Spider. Во салонот италијанците вметнале 12,3-инчен дисплеј за инструмент табла и 10,25-инчен екран на допир на информациско-забавниот систем. Дефлекторите на системот за вентилација
имаат вградени екрани кои ја прикажуваат температурата. Засега од компанијата не ги откриваат техничките карактеристики на Tonale, но се претпоставува дека тој е изграден на платформата на Stelvio. Сепак Алфа Ромео објави дека серискиот модел ќе биде хибрид кој ќе се напојува од електричната мрежа. Тој ќе биде достапен на пазарот во 2022 година. Минатата недела на патиштата во Австрија, екипата на Автоплус имаше прилика подобро да се запознае со четвртата генерација на баварскиот SUV, новиот X5. Четвртата генерација на овој популарен германски SUV за прв пат беше представена изминатата година во Јужна Каролина, а нешто подоцна пристигна и во салонот во Скопје. Новиот X5 импресионира со изобилство иновации, зрачи со моќен и доминантен X-дизајн, ексклузивна внатрешност, нагласена спортска активност, како и многобројни карактеристики што ги нагласуваат комфорот и удобноста. Овој модел е целосно редизајниран, со ревитализиран надворешен изглед, при што сега е уште помоќен, подинамичен, технолошки понапреден, но и поудобен од сите своји претходници. Баварскиот SUV е изграден на CLAR платформата која се користи кај серијата 7, како и за идната X7. Ова му овозможува на автомобилот да се потпира на пружини со адаптивни амортизери, пропратени со активни стабилизатори и задна торзиона оска. Понуден е во 4 агрегатски конфигурации, каде се вбројуваат X-Drive замена за 35i, X-Drive 50i, X-Drive 30D и M50D. Доколку новиот X5 го одберете во 40i изведба, тогаш на располагање ќе добиете моќ од 340 конски сили и вртежен момент од 449 Нм, а преработениот V8 мотор со 462 конски сили и 650 Нм е дел од 50i. Доколку се одлучите за дизел изведба, 30D располага со 265 конски сили и 620 Нм, а 50D на новиот X5 му овозможува излазна моќност од 400 конски сили и 760 Нм. Што се однесува до преносот, сите погонски единици кај новиот X5 се придружени од 8-степен автоматски менувач. Како дел од медиумската презентација на новиот X5, со цел подобро да не запознае со својот SUV, BMW организираше кратко дружење по патиштата во Австрија. Под називот Driving Experience, дружбата со овој SUV се состоеше од дводневен настан, каде имавме прилика да го возиме X5 во разни патни и теренски услови, како снег, мраз и офроуд. Имавме можност да провериме како се однесува на подмрзната подлога во долги и кратки кривини на специјално подготвена патека, со и без уклучени безбедносни системи за контрола на пролизгувањето. И ако тоа не беше доволно, новиот BMW X го предизвикавме на офроуд патека со остри нагорнини и надолнини, ставајќи ги во функција камерите за преден надзор, во надоаѓање на надолнини, системот на контролирано спуштање по надолнина, X-Drive системот и многу други. Се на се, интересен начин да се потврдат вредностите и технолошкиот напредок.
По неколку годишно опстојување на пазарот со производи кои имаа сериозен број години зад себе, Volvo ја измени својата стратегија и започна со силна офанзива за обновување на гамата. Иницијалната преобразба започна во 2014 со представување на новата архитектура и потполно новиот дизајнерски јазик. Честа прв да ги понесе новините му припадна на големиот SUV XC90. Од тогаш до крајот на 2017 речиси сите постоечки модели беа заменети со потполно нови изведби. Единствено моделот V60 за момент остана во сенка, но не за долго. На Женевскиот салон во 2018 Volvo на светот му ја покажа најновата креација од шведски челик во облик на новиот V60, создаден да им конкурира на моделите од големата германска тројка во специфичниот сегмент на премиум каравани. При првата средба со V60 не можа да не се забележи дека делува како намалена верзија на моделот V90. Стилскиот израз што е употребен на моделите S90 и V90 е адаптирани на автомобилите од сегментот подолу. Факт кој не треба да се зема за зло, бидејќи знаменосецот на шведската марка важи за еден од најелегантните автомобили на денешницата. Токму поради тоа новиот V60 изгледа многу посекси и посвежо отколку неговите германски конкуренти. Со предниот дел доминираат светлосните склопови во облик на чеканот на тор, поставени на самите краеви од предницата, движејќи се до хоризонтално поставената маска со конвексен пресек, создавајќи прецизен облик кој во исто време е и спортски и елегантен. Профилот на V60 делува атлетски, пред се поради благо опаѓачката линија на покривот кон задниот дел, каде што завршува во спойлер. За дополнување на впечатокот тука се испопчувањата на тркалата, која нагласуваат динамичната карактерна линија на караванот. Задниот дел на секој караван од шведската марка е препознатлив по традиционалните вертикално поставени светлосни групи, кои во случајов се трендовски инкорпорирани во обликот на каросеријата, со што ја прават целосна сликата за вистински лајфстайл автомобил. Volvo V60 со сигурност нема да го помешате со модел на друг производител, бидејќи неговиот дизајн е олицетворение на скандинавската школа која не се обидува да следи ниту еден трендовски правец, нити стил што претходно го наметнал некој друг. Кабината на V60 е уредена по истиот скандинавски минималистички терк кој Volvo го употребува кај останатите автомобили од гамата. Мерачите пред возачот се репродуцирани на 12,3 дигитална инструмент табла која дозволува комплетна персонализација на приказот. Volvo никогаш не прави компромис за внатрешноста и ја обезбедува најдобрата кабина во соодветниот сегмент. Паркирајте се на предните седишта и веднаш ќе забележите дека се извајани и обликувани на начин да ве поддржат од сите дадени моменти. Простор на предниот дел има во изобилство, а благодарение на новата Scalable Product Architecture, која е продолжена за 10 см за разлика од претходната генерација на V60, овозможува лицата на задната клупа да патуваат комфорно како во возило од класата погоре. Изборот на материјали за изработка на внатрешноста е со висок квалитет, а нивото на завршна обработка е на завидно ниво. Целокупниот впечаток на пространност и несекојдневност во кабината на тестираниот модел додава и комбинацијата на светла кожа и текстил проткаен во стилот на Барбери, збогатен со елементи кои наликуваат на четка на алуминиум по должината на централната конзола. Бидејќи станува збор за караван, неизоставно е да се спомене и багажниот простор. Негова силна страна покрај волуменот од 530 литри, кој патем е поголем од германските ривали, е и нискиот под кој овозможува лесно внесување на товарот и правилниот облик на основната конфигурација. За оние кои често имаат потреба од повеќе простор, секогаш постои можност да се соберат подпирачите на задните седишта, со што волуменот се искачува на 1440 литри.
Познато е дека инфозабавниот систем Sensus со вертикално поставениот 9-инчен екран на допир е заштитен знак на марката и кај секој модел доаѓа како стандард, а со него и поврзувањето со Apple CarPlay и Android Auto. Во Volvo предпочитаат секундарните функции на автомобилот да се контролираат преку екранот, иако движењето низ менито е интуитивно, а одзивот брз, сепак за користењето на некои функции да биде поедноставно доколку имаат засебни физички контроли. Кај моторната понуда во Volvo V60 има за секого по нешто. Тука се дизелите, турбобензиските агрегати, како и хибридните изведби кои комбинираат бензиски и електричен погон. Вредно е да се напомене дека ниту еден агрегат не користи зафатнина поголема од 2 литри. Во тестираниот автомобил работеше дизелската D3 верзија од 150 конски сили која е споена со 8 брзинска автоматска менувачка кутија. Од неговата зафатнина е истисната влечна моќност од 320 Нм, која во целосте на располагање во распонот 1750 до 3000 вртежи во минута. Автомобилот, тежок речиси 1700 кг, го задвижува без мака. За спринт од место на мирување до 100 км на час му се потребни 9,9 секунди, додека максималната брзина изнесува 205 км на час. Перформансите кои ги нуди се повеќе од доволни, особено ако се земе во предвид дека за секој 100 изминати километри во комбиниран циклус на возење ни беа потребни нешто повеќе од 7 литри гориво. Што се однесува до возните својства, Volvo V60 е во самиот врв на класата. Подпирањето и суспензијата се одлично сетирани, иако се смета дека шведскиот производител е пред се ориентиран кон комфорот, ако од него се побара, овозможува и доста динамично возење. Тоа го дозволува прекинувачот сместен зад менувачот, преку кој може да се избере еден од 4 модови за работа. V60 најдобро се однесува на автопат каде што едноставно ги голта километрите. Одлично ја балансира својата тежина која ќе се влезе во серија од долги и брзи свиоци. Единствено од баланс може да се изфрли кога од него ќе се побара да биде агресивен и често да го менува правецот на движење на локални патишта со многу кратки свиоци. Сепак тоа и не е негова основна намена, туку да представува сигурен, семеен крстосувач на кого тркачките аспирации му се во втор план. Ниту едно Volvo не би било целосно доколку не поседува највисоко ниво на безбедност, што значи дека ни V60 не е исклучок. Во него како стандардна опрема се добиваат голем број на системи кои се грижат за безбедноста на патниците и останатите учесници во сообраќајот, а како опција во тестираниот примерок беа вградени дополнителни активни и пасивни системи што го прават овој модел да биде еден од најбезбедните автомобили во светот. Volvo V60 најчесто избор на лица кои не сакаат да се истакнуваат премногу во околината и да бидат дел од нешто веќе видено. Таквите поединци веќе имаат изградено јасен стилски израз и целат кон возило кое поседува уникатен имидж, несекојдневно високо ниво на безбедност и секако премиум квалитет за кој цената од 61.200 евра се смета за соодветна. Уникатниот Continental GT и 626 конскиот SUV представуваат двата нови модели кои британскиот производител ги представи во Женева по повод својата 100 годишнина. Британскиот производител на луксузни автомобили го искористи тековниот саем за да ги представи новитетите во својата гама со кој прослави 100 години од своето постоење. Се работи за два нови автомобили, поточно SUV моделот Bentayga Speed кој е сега уште помоќен и специјалното издание на Continental GT наречен број 9. Моделот Bentayga представува првиот SUV на Bentley. Изведбата по име Speed
е погонувана од 6-литарски дупло V12 цилиндричен мотор со 2 турбополначи, кој овозможува моќност од 626 конски сили, со што го прави спид помоќен за 26 коњи од стандардниот Бентега. Сепак, вртежниот момент останува непроменет и изнесува 900 Нм, кои на овој SUV му овозможуваат забрзување до 100 за 3,9 секунди. Како втор новитет е Continental GT број 9, кој доаѓа во ограничена серија од само 100 примероци, символично за 100 години постоење на брендот. Специјалното издание ќе биде рачно изработено од Мулинер со спецификација инспирирана од наследството на брендот во мотоспорт и детал на бројот 9 во чест на историскиот Bentley Blower. Надворешноста на новата верзија на Continental GT може да доаѓа во виридијан зелена или белуга боја. Комплетот 21-инчни филни со дизајн од 10 краци и детали изработени од јаглеродни влакна, како завршетоците на задниот дифузер, спойлерот и праговите. Карактеристична за изгледот на овој модел е црната предна решетка на која е испишан бројот 9 со бела контрастна боја. Погонскиот агрегат кај новата специјална изведба останува ист со останатите Continental GT модели, што всушност значи 6-литарски дупло V12 цилиндричен мотор со 2 турбополначи, кој обезбедува моќност од 626 конски сили и вртежен момент од 900 Нм. Роденденскиот GT до 100 забрзува за 3,6 секунди, а достигнува максимална брзина од 333 км на час. Италијанската компанија го искористи годинешниот саем како прилика да го представи својот нов концепт со целосно електричен погон, кој е посветен на ренесанскиот уметник Леонардо да Винчи. Целосно електричниот автомобил со погон од 2 електромотори со мали измени може да прими и моќен V8 агрегат. Наречен да Винчи концепт, автомобилот е дизајниран како Гран Туризмо со чист електричен погон кој нуди опција за сместување на 2 електрични мотори, по еден на секоја оска, а батериите се поставуваат на подот. Сепак, со само неколку модификации, овој модел на Ital Design може да прими и конвенционален мотор со погон на сите 4 тркала. Ваквата верзија е развиена за 4-литарска V8 единица која не бара никакви промени во дизајнот на автомобилот. Новата марка Cupra ја презентира првата специјална серија на својот автомобил за време на меѓународниот саем во Женева, за која од компанијата најавуваат дека ќе биде достапна до крајот на оваа година. Новата Cupra Ateca Special Edition се разликува од сериската верзија со голем број на дополнителни и стилистички елементи исполнети со карбон. Уникатно за серијата е спортскиот издувен систем на специјалистот во областа Акрапович и друго. Вклучени во опремата се и ексклузивните 20-инчни тркала и бојата на надворешноста, спортските седишта со уникатни перформанси и многу повеќе. Погонот на Cupra Ateca Special Edition се остварува преку работата на 2-литарскиот 4-цилиндричен TSI бензински мотор, кој е во состојба да генерира максимална моќност од 300 конски сили и максимален вртежен момент од 400 Нм. Менувачот на луксузниот спортски SUV е автоматски со 7 брзини и погон на 4 тркала. Вистинските концептни модели имаат за цел да ја инспирираат фантазијата, да ја оспорат конвенционалноста, а при тоа да бидат оригинални, смели и чувствителни како автомобили. На прв поглед се чини дека корејскиот концепт одговара на овој опис. Смел и свеж модел, со стилски линии кои потсеќаат на седан, кросовер и SUV. Но што се случува кога ќе погледнеме во внатрешноста? По се изгледа дека електричната иднина на Kia
има добра смисла за хумор. Трендот на големината на екраните вградени во патничките кабини завзема нов правец откако Тесла постави огромен 17-инчен екран во својот модел S во 2012 година. Од тогаш не само големината на внатрешните дисплеи, туку и нивниот број почна значително да расте. Своето мислење кон овој тренд го изрази и Kia, која преку својот нов концепт Imagine најде начин да го искаже своето мислење. Во интериерот на електричниот концепт може да се забележат не помалку од 21 индивидуален екран со висока резолуција која прават внатрешноста на овој концепт навистина уникатна. Тие се распоредени по централната табла на начин кој не потсеќа на шпил карти, но во распоред кој сепак е истовремено и обичен и координиран. Покрај духовитоста, електричниот концепт на Kia има за цел да го прикаже прогресивниот стилски јазик на брендот за иднината. Според производителот, Imagine има интелигентни реинтерпретации на постојните мотиви на Kia и каросерија која карактеризира со мешавина од прецизно изработени лимови, јасни линии и ефикасна аеродинамика. Lamborghini ги израдува своите фанови, а и сите обожаватели на суперспортските автомобили со премиерата на Huracan Evo Spider за време на меѓународниот саем во Женева. Со електричен мек кров, Lamborghini Huracan Evo Spider е опремен со 5,2 литарски атмосферски V10 мотор, кој е во состојба да генерира максимална моќност од 640 конски сили и максимален вртежен момент од 600 Нм. Со тежина од 1542 килограми, моделот ќе понуди можност за забрзување од 0 до 100 км за 3,1 секунда, од 0 до 200 км за 9,3 секунди и максимална брзина на движење од 325 км на час. Новиот отворен автомобил на Lamborghini ќе дебитира со базна цена од малку над 200.000 евра, а неговите први испораки на клиенти се очекува да бидат реализирани во текот на пролетта оваа година. Сеат на саемот во Женева го представи целосно новиот концептуален развој наречен Elborn. Овој модел ќе биде предводник на првата серија електрични автомобили на шпанската марка, развиена на специјализираната платформа за електрични возила на Volkswagen групацијата. Од Сеат коментираат дека Elborn е опремен со високотехнолошки систем за автономно управување и поврзување. Специјалната батерија може да биде наполнета до 80% за 47 минути, а автономијата е до 420 км. Сериската верзија на автомобилот е развиена во Барселона, а производството ќе се одвива во Германија од следната година, а шпанската марка ќе стане втора во портфолиото на групацијата која ќе лансира на пазарот целосно електричен автомобил која користи електричната платформа. Моќноста на електричниот погонски систем на Seat Elborn е 204 конски сили. Забрзувањето од 0 до 100 км на час може да биде спроведено за 7,5 секунди, а со помош на инсталација за брзо полнење од 100 кВт, батеријата може да биде наполнета од 0 до 80% за само 47 минути. Како дел од електрификацијата, германскиот производител на тековниот саем во Женева го представи својот нов хибриден SUV од AMG гамата. Новиот Mercedes AMG GL и 53 Matic Plus представува одлична комбинација на еден од најсовремените SUV на брендот и добро познатиот хибриден погон со 3-литарскиот 6-цилиндарски мотор кој испорачуваат вкупна излезна моќност од 435 конски сили. Додека стилот е навистина сличен на стандардниот GLE, дизајнерите му даваат на моделот нов изглед, кој се карактеризира со големата Панамерикана, предна решетка која обезбедува спортски и агресивен изглед за новиот AMG. Моторниот погон се состои од бензински турбомотор со електричен полноч и интегриран стартен генератор. Тој е поврзан со 9-степен автоматски менувач и погон на сите 4 тркала. Ова му овозможува на новиот SUV до стотка да забрзува за 5,3 секунди, а максималната брзина му е електронски ограничена на 250
30 км на час. Како дел од стандардниот пакет, GLE 53 е опремен со воздушна суспензија која вклучува активна стабилизација на наклонот при возење во свиоци, со цел да го подесат системот кон своите преференции. Возачите можат да одберат еден од 7 начини на амортизација, вклучувајќи комфорт, спорт, спорт плюс, трейл и сенд. Исто така тука е и можноста да се промени возната висина до 55 мм.